Паднаа обвиненија за скандалот онкологија. Обвинителството во две поединачни постапки ќе ги гони екс-директорите Нино Васев и Нехат Нухи и уште тројца онколози за финансиски измени, но и тешки дела против здравјето на луѓето и несовесно лекување на болни. Васев е прво обвинет во двете постапки, па обвинителството го товари оти прибавувал имотна корист, применувал неподобен начин на лекување со што тешко го нарушил здравјето на пациентите. Па откако со свој подпис ќе го препишал и одобрал лекот, дел од лековите фиктивно ги раздолжувал, односно не ги аплицирал на пациентите во чие име овие лекови биле требувани, па така постои разлика помеѓу евидентирана требована количина за пациент и раздолжена количина за пациенти во износ од околу 2 милиони денари. Ова е констатирано кај 9 пациенти. Станува збор за вијали и таблети од вкупно 9 лека, и тоа Херцептин, Авастин, Ербитукс, Фулвестрант, Тразимера, Кацајла, Оксалиплатин, Зелборав и така натаму, за кои прибавил противправна имотна корист од најмалку 13 милиони денари. Обвинителството со вештачања од експерти од Србија и Словенија кои ја чешнале медицинската документација, утврдило дека неподобно се лекувале 30 на онколошки пациенти, кај дел од нив не се давале соодветни дози. Тешко го нарушил здравјето на пациентите. Во дел од случаите, ова му било возможено од вториот обвинет, кој му ставил на располагање свој факсимил, со кој одобрувал и препишувал терапија и свое корисничко име и лозинка со кој таа терапија раздолжувал во ХИС системот на јавната здравствена установа. Кај 29 пациенти од вештачењето кое е изработено во Словенија е утврдено несоодветно давање на терапија. Од обвинителството велат дека и врз основа на медицинските истории е утврдено дека се давале терапии со лекови од новите генерации, дури и кога било многу очигледно дека пациентите од таквиот лек воопшто нема да имаат корист. Инаку истрагата за скандалот онкологија беше отворена пред повеќе од една година.